Здраво, дечки! Ова е новото Chery Tiggo 7 Pro плагин хибрид и уште сега ќе се обратам на оние кои што се уште се скептици кон кинеските возила и оние кои што се уште мислат дека само ги бранам кинеските возила. Ќе ви кажам вака, ќе ви дадам еден челендж. Кинеските возила, искрено, лично, најмалку ги сакам од сите други земји и брендови кои што се нудат, но разумот вели вака. Пиши ми во коментар и ти давам еден челендж, еден предизвик да ми најдеш возило подобро од ова, кој што чини помалку или 33.500 евра, кој што е плагин хибрид, има вкупен опсег до 1200 километри, кој што има ваква опрема, кој што го нуди сето ова и е од ваков габарит. Пиши ми во коментар, ако најдеш некој од европските модели кој што го нуди сето ова за оваа цена со 7 години гаранција. Во меѓувреме направи сабскрайб, бидејќи стварно многу ми значи вашата поддршка и бидејќи ова е најголемиот и најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Ајде вака. Ќе истакнам неколку критики и мани кои што јас искрено ги најдов, ќе кажете вие дали се соодветни или не, но она што сакам да го истакнам е дека Chery многу ме фасцинира како од година во година, од верзија во верзија, од генерација во генерација, прават се подобри и подобри модели, има огромен напредок од тие генерации измеѓу, кај што можеме да видиме многу поинтересни дизајни, многу подобри квалитети внатре во искористеноста на материјалите, надвор исто така, системите како функционираат. Сето тоа стварно многу ме фасцинира. Дизајнерски гледано нема шанси да се познае дека е плагин хибрид, освен ако не ја прочитаме, ако не го прочитаме тој беч позади дека ова е плагин хибрид, бидејќи по ништо не се разликува од класичниот бензински од бензинската изведба. Ми се допаѓа оваа луксузна предна маска која што се истакнува така убаво кај Chery секој пат. Малку не ми е јасно зошто стават перформанс тука, да ги кажам, као елементи во самиот браник. Убаво ми се допаѓа со целиот овој глос пијано делови од самата предна маска. Убаво моќно изгледа. Искрено мислам дека ќе биде тешко задржување, веќе поминав 700 кусур километри на автопат и многу едноставно ми е до сега за чистење, но не можам никако да разберам овој перформанс дел. Иако има сериозни перформанси кои што ќе ги кажам за кратко, 18-инчни тркала и тука веднаш ќе ви кажам дека убаво му изгледа, но јас би го променил брендот на гуми, немам ништо против Maxxis како што се и сега тука, но искрено мислам дека со малку повисока класа на гуми ќе се однесува многу подобро. Една од критиките ми е која што тука овие делови над вратите се исто така во gloss black и ова е фолија, не е фарбано, тоа малку ми пречи бидејќи во одредени делови се гледа преклопот на едната со друга лепенка и исто така тука на ивиците се познава каде е превиткано и нормално фолијата не може или не успеале во Кина така убаво да наместат, па мислам дека за брзо време на топлово може сето тоа да покаже некои неубави моменти. Инаку задниот дел сега доаѓа со комплетно нови фарови, односно нова светлосна група, која што изгледа многу полуксузно, многу поубаво, убави Chery букви, убави Tiggo 7 букви, така да убав, дефинитивно убав дизајн. Со пропорциите е некаде како RAV4, тоа како Kia Sportage, како Hyundai Tucson, нешто што е многу популарно во последниот период, така да затоа во таа група најдете некој соодветен модел со овие перформанси. Сега да видите како е внатре. Одредени измени се направени и тука внатре, како што е самиот волан, сосема друг дизајн тука доли на централната конзола, генерално изгледа многу убаво, многу квалитетно, одава чувство стварно на еден квалитетен автомобил, еден квалитетен бренд, бидејќи каде да чепнете, особено тука напред, се е убаво и меко и се е убава и квалитетна, се е убав и квалитетен материјал секаде каде што искористен. Една од критиките ми е ова имитација на карбон. Искрено не изгледа лошо, изгледа стварно убаво, но со овој кафеав интериер јас би поставил тука некоја шара на дрво, нека биде вака како и сега во истава нијанса на боја, но нека биде
дрвен елемент ќе изгледа многу побој, многу поскапо. Дефинитивно внатре тука се чувствуваме многу скапо, многу убаво, многу премиум. За 33.000 евра и 500 стварно добивате многу голема опрема, сите ADAS безбедносни системи ги имате, два екраниот по 12 инчниот, каде што инфозабавниот екран е со доста едноставно мени, не е наједноставното, не е најбрзото во понуда, но дефинитивно брзо и лесно се навикнува. Имате многу функции кои што можете да ги искористите, многу функции кои што можете лесно да ги навикнете, да видите каде и што се наоѓа. Имате грејење и ладење на двете предни седишта, што е супер. И уште една работа што многу ми се допаѓа и што сум го гледал само кај полуксузните брендови, особено кај Мерцедес, а тоа се овие тука 3 ампули. Ова се парфеми, што убаво мирисат, бидејќи можете преку клима уредот да вклучите некој од парфемите и внатре да ви мириса секој пат убаво. Друга работа што ми се допаѓа е тоа што имате физички копчиња овде тука за клима уредот и многу поедноставно и многу побрзо се доаѓа до секоја ваша потреба конкретно за клима уредот и тоа е многу паметно што тука ги оставиле тие физички копчиња. Воланот во одредени моменти се прашам дали ми е малку поголем самиот обрач на воланот, дали ми треба малку помал. Генерално убав волан со убави копчиња од страна, кои што вака се како тач, но дефинитивно убаво имате убав физички фидбек од самите копчиња и секој пат знаете што точно користите. Имате тука пред вас има еден систем кој што секој пат прави мониторинг на вашите очи за да види дали го пратите патот и дали сте уморни и при тоа сигнализира, но не е досаден како некои други негови модели. Многу убави ракети, многу убави, филингот, чувството е страшно добар на ниво на Мерцедес дефинитивно, тоа го имам кажано неколку пати со чери. Тука овие звучници кои што исто така изгледат како Мерцедес, меморија на седиштата со 3 различни мемории за предното седиште, што е стварно кол, електрично подесиви се секако и двете, 50 ватен полнаш за телефонот, бежичен полнаш со 2 USB порта кои што можете да искористите, едниот Type A и другиот Type C, остави за шишење под оваа даска и ми се допаѓа што оваа даска тука стварно убава и квалитетна и го има овој интересен финиш како брусен алуминиум. Менувачов кој што како кристал, како нешто од BMW, страшно убаво изгледа. Тука околу менувачот има и копчиња за електричниот режим, хибридниот режим, камерите кои што се 540 степени, менувачот секако и различните драйв мода кои што ги имате во Еко, Нормал и Спорт, тоа ќе го зборам малку подоцна. И под оваа даска тука имате голема остава за користење која што е климатизирана и секако уште една остава под оваа даска тука доле која што исто така има 12 волтен приклучок за струја. Панорама горе, ова морам да го покажам и тука уште една работа. За да ги спуштите овие штитници за сонцето нема како стандард некој пат кај што има за длапка за да може да го спуштам, тоа ми пречи бидејќи цело време го прљам овој дел тука, но види го само стакленце, секој девојче ќе го обожава, големо стакло и дополнително на тоа можете да менувате нијанси на боја. Тоа е супер. Второ, за мене пензионерски обожавам кога од возачка страна има ваква рачка, бидејќи во одредени моменти на долги патишта ми треба да се одмора малце раката. Додека позади, сега во моментов, ево седиштето се мрда, бидејќи при секој влегување и излегување предното седиште возачко се движи, но тука позади има стварно многу простор за нозете, за главата, иако панорамата горе стварно убав широк простор, ми пречи што тука позади на вратите не поставиле убав мек материјал како напред, но генерално на долниве делове се како и напред. Она што мора го истакнам дека тука на звучниците околу има како амбиентално осветлување кој што секој пат ве предупредува кога излегувате надвор, кога ќе отворите вратата, дали има возило таа страна за да знаете дали можете да отворите или не. Напред има убаво амбиентално осветлување. Тука на долниот дел немаме тунел, што е супер, бидејќи можете си ги да седнат тројца патници и да си ги стават сите патници нозете на правилното место и да нема никакви
проблеми, да не се буткаат со останатите патници, дали е тоа на централната конзола, дали тоа е од страна, стварно не пречи, додека вака кога седите можете нозете ги спуштите под самото седиште и да ви биде удобно. Убави предни седишта, стварно убави задни седишта, меки, комфортни, ми се допаѓа што долниот дел е прилично широк и испакнат и можете нозете стварно убаво да ги одморите. Сонија за очување кој што стварно квалитетно, наслон за раката со две остави за шишење што е стварно супер и кул. Isofix куки кои што се многу лесно достапни. И уште да ви го покажам багажникот, имаме на дилема, бидејќи по проспект кажува дека тука има 485 литри багажен капацитет, инаку електрично отварање, додека во класичната бензинска изведба очекувано нели да има повеќе, по проспект пише 472 литри. Верувам дека може некоја настаната грешка, бидејќи по идеја нели треба да се батериите поставени во подот и багажникот, инаку висински растојанието од земја кај хибридот, кај плагин хибридот е пониско, нормално ради тежината, бидејќи речиси 200 кг е вкупната тежина, разликата во вкупната тежина. Ова е 1800, додека другото е 1600 кг. Багажниот простор е убав, ми се допаѓа што е широка отвореноста на самата врата, висока, не баш скроз висока, но имате простор за да не се наведнувате толку многу. Од друга страна ми се допаѓа што ивицата на браникот со даската е сосема рамна и не е така широк браникот за да го истакнува уште толку, да го испакнува уште толку просторот. Убаво можете да ги поставувате сите работи, имате куки за качалки што е супер, инаку за качалка исто има и од сувозачка страна напред што е сосема супер. 12 волтен приклучок за струја и не можам да разберам зошто оваа даска, односно оваа завеса направиле. Прв пат ми се погоди да ставам од прва. До сега стварно не можев едната страна со другата страна да усогласам, ми треба водилка како и сега да можам да поставам. Тоа е една критика што ќе кажам и под оваа даска тука има сет за репарација. Очекував малку повеќе простор, но тоа е тоа. А сега да почнам да возам и да видиме дали доплаќате, бидејќи за само 3000 евра разлика доплаќате за плагин хибридот, дали се исплаќа тие 3000 евра само за да заштедите малку на гориво, малку повеќе, или и за перформанси. Пред да почнам да возам, сакам да ви покажам еден интересен момент. Во оваа опрема, она што го добивате, и keyless и keystart, тоа значи дека не ти треба клучот, го ставаш само во джеп, но не ти треба клучот ништо за да притискаш, те препознае со самото доаѓање, се отклучува само ја отвараш вратата, влегаш внатре и дополнително на тоа немаш потреба ништо друго да притискаш, немаш копче старт-стоп, веќе е активен со прво ниво, да кажам, на контакт. Дополнително на тоа само притискаш на кочницата, веќе е вклучена. Мораш да ставиш појас, бидејќи без појас, ево го во драйв, не трага, нема да трне, немате копче за рачна за да спуштите за да може да трне, затоа мора да ставиш појас, што е супер и безбедно. Сега е веќе активен драйвот и тргаш. Ова е многу паметно решение, многу безбедно и дефинитивно многу леснително за сите нас, наместо притискаш да бараш копче и така натаму. Сега, она што треба ви го објаснам е дека во овој пакет добиваме и Apple CarPlay, Android Auto, што значи лесно и безжично поврзување на телефонот со самиот екран и ги добивате сите предобивки нормално телефонот што ги имаме. Head-up дисплеј напред, што е стварно многу паметна и добра работа, бејќи ги читам сите информации кои што ми се потребни и дополнително на тоа на овој начин е многу подобро, бидејќи имаме на критика информациите конкретно за темпоматот, лимитер и така натаму ми се многу ситни, додека успеам да ги прочитам, губам многу на време и губам многу од безбедноста. Бидејќи стварно се многу ситни тие информации. Тоа би го дал као критика, што во одредени моменти сакам 1 до 2 степени да се спуштам малку пониско со седиштето, или да можам воланот малку поинако да го поставам. Имате убав момент за движење на самиот волан нагоре надоле и во длабочина, но на ваков начин полот екранот не го гледам, се покрива со самиот волан. Тоа ми е една критика. Но сега дојам до интересниот момент и оно што го кажав, дали перформансите се доплаќаат или се доплаќа потрошувачката.
278 коњски сили на располагање, 278. 1,5 бензински мотор, бидејќи во класичната бензинска изvedба добиваме 1,6 со 145 коњски сили. Тука само бензинскиот мотор произведува некаде околу 130 коњски сили, од прилика 136, ако не се лажам, 105 киловати се точно. И со помош на електромоторот и батеријата од 18 киловати, вие вкупно добивате 278-280 коњски сили, ги заокружиме, кои што стварно ги имате на располагање, и тука не е моментот да се оправдува имате доволно коњски сили како другите европски модели, особено па со 3 цилиндрашите, да пробаме некако да извадиме перформанси. Да, и тие се добри мотори, но тука 4 цилиндра, 278 коњски сили, електромоторите, односно електромоторот секој пат работи во корист на возачот, за да имате перформанси, бидејќи никој пат не ја празни батеријата во целост, секој пат задржува одредени проценти во него, за да кога ќе притиснете на педалата за газ, да прошлајфува како и сега. Мислам, стварно многу моќност во него има, многу моќност, и дополнително на тоа, нормално да заштедите. Бидејќи во град потрошувачката, сега за жал тука покажа само на последни 50 километри потрошувачка, не знам зашто така чери секој пат ги мери, но потрошувачката изнесува некаде од 0,5 до 1 литро. Реално мене ми се ближеше повеќе до 1 литро, 1 кома нешто, од причина што во моментов е екстремно жешко, екстремно топло, и на таков начин и батеријата нормално малку повеќе се загрее, малку повеќе троши. Но 1 литро да трошите фантастично добро. Она што треба да се разграничи е дека хибридите најмногу трошат на отворено, на поголеми брзини, бидејќи тогаш е многу поактивен бензинскиот мотор, и на таков начин потрошувачката на отворено е повисока, и кога прават математика некои експерти кај нас во коментари, кажуваат, па и мене ми троши толку колата од 98 година. Дечки, да, но треба тоа се просечни бројки кои што ги вадиме ние, бидејќи на отворено, овој Tiggo 7 Pro Plug-in хибрид троши 5,2, 5,4 во зависност од колку притискате на газта. Верувате, кога имате 280 коњски сили, притискаш на газта. Не се стегаш воопшто, без разлика колку патници, колку товар имаш со тебе. И сега, ако ги гледаме така 5,2, да, на отворено, многу други возила може да трошат. Но во град ја правиш ти заштедата, и ти плагин хибридот го купуваш најмногу за градските средини да ги возиш на струја, бидејќи секој пат ќе гледа чери да ти надополнува батерија. Ако ја потрошиш батеријата, ако не ја полниш редовно, а треба да ја полниш, за да можеш да го искусиш сето она што го нуди, да поминеш што е можно повеќе километри, вкупниот досег да биде околу 1200 километри. Реално е возможно. Јас изминав до сега 700 километри, околу 700 километри. Неколку циклуси батеријата сама се надополнуваше, бидејќи еднаш само е ставен на полнаш во овие 700 километри. И јас искрено сега поминав голем временски период само на струја. Во моментов ми остануваат уште 400 километри, што е приближно бројката. Верувам дека како ќе поминува време, како ќе се надополнува повторно, како повеќе градски средини ќе возам, така ќе имам и повеќе километри. Еве сега пример ми стигна информација дека батеријата е на многу ниско ниво и дека ќе се вклучува бензинскиот мотор за да заштеди енергија, бидејќи во одредени моменти не е како рев, како range extended возилата, туку пак работи како агрегат, моторот надополнува, но тука бензинскиот мотор е поврзан на самата оска, на самата погонска оска, и на таков начин ги движи и тркалата. За жал, во понуда имаме само погон на предните тркала, ќе кажам за жал, бидејќи очекуваат и бараат одредени гледачи да има и погон на 4 тркала. Искрено не почувствав потреба, но ете, само погон на предни тркала имате на располагање. Во поглед на комфорт и стабилност,
исклучително многу мек, нешто што не го очекував да има одредено јавање ради батериите, бидејќи сепак е голема батерија, која што при тоа можете да полните и на брз полноќ, 80% од батеријата ги полните за само 19 минути. Мислам, тоа е стварно брзо за еден ваков автомобил и една ваква батерија. Ме фасцинира од друга страна што нема преголемо клатење. Мислам, за возило од ваква категорија и ваков на габарит, очекував малку повеќе клатење, реално стварно изненадувачки меко и удобно и стварно во седиштата многу удобно. Она што ќе го искритикувам, како што кажав што на почетокот, се гумите, бидејќи во одредени моменти исто така и управувачкиот систем, јас очекувам и би сакал да има малку повеќе контрола над воланот, бидејќи во одредени степени на воланот, како сега тука, не чувствам доволен фидбек од тркалата и од самиот управувачки систем, што на поголеми брзини на автопат, искрено не се чувствам толку сигурно како што јас би сакал. Дека имате добра контрола, имате дека стабилно и брзо може да поминете одредени моменти, можете. Но тоа ми е една критика и друга критика ми е што педалата за кочница, иако имате неколку сетинзи тука внатре за прилагодување на регенерација, за меко тргање со педалата за газ, малку ми е посензитивна ради хибридниот систем, што секаде се случува тоа, но ради хибридниот систем е малку по-сензитивна и во одредени моменти баш знаат така да зграбат кочниците. На таков начин полните повеќе батерија, но време ви е потребно за да се навикнете на нови момент. И друга работа, страшно многу тивок. Не се чувствува бензинскиот мотор кога се вклучува, мислам, нормално се чувствува во одредени моменти, но не е гласен, добра изолација, дупло стакло на овие врати, страшно, многу добро изолиран автомобил, нема крцкање, нема тропкање, ништо. Дополнително нова со парфемот внатре, многу убаво, многу паметен потек. Инаку во комбинација имаме автоматски менувач кој што е со една брзина ради хибридниот систем и стварно убаво функционира. Имате различни драйв мода, еко, нормал и спорт и стварно се чувствува голема разлика од еден до друг режим во респонзивноста. Она што сакам само да го истакнам е дека имате и различни моменти за прилагодување и околу батерискиот систем, односно околу моментите на чувството зад педалата за кочница, околу воланот, колку да биде сето тоа комфорно или агресивно, така да имате многу убави моменти за прилагодување. И сега на крај стварно би сакал да пишете во коментар да ми дадете предлог, оние кои што се скептици, што од европскиот пазар би се споредило, па небитно. Што би се споредило со овој систем, со овој плагин хибрид, со оваа опрема, со оваа цена од 33.500 со 7 години гаранција, што ќе споредите за да кажете дека кинезите не се добри или дека Кирил само ги брани кинезите. Разумно гледано, стварно во моментов нема подобра опција во оваа категорија каде што се наоѓа Chery Tiggo 7 Pro. И друга работа, бидејќи 3000 евра чини разликата од класичната бензинска изедба и плагин хибридов, јас искрено мислам дека не доплаќате само за да намалите на потрошувачки и на давачки, туку стварно мислам дека се доплаќа и треба да доплатите за перформансите, бидејќи никој пат нема да се чувствувате дали сгрешив, да си поставувате прашања, дали направив правилен избор, дали ќе издржи овој мотор, дали овие перформанси се доволни, дали на пат некаде ќе се чувствувам како да сум спор. Не, 280 конски сили од 0 до 100 за 8 секунди, 8 кома нешто, не е најбрзиот, но имате перформанси кои што никој пат, со кои што едноставно никој пат нема да се чувствувате како да ви фали нешто, како да ви фалат перформанси, како да имате потреба се прашувате дали сте направиле правилен избор. Секој пат ќе ви изненадува, па макар и со 4 патници со товар позади, како стварно знае да биде агресивен и да зашкрипи на одредени моменти. Многу забавно, многу добар автомобил кој што морате да го размислите. И затоа направете сабскрип, пишете во коментар. Посетете го салонот на Chery, бидејќи стварно
изненадуваат кинезите се повеќе и повеќе, изненадуваат од чери и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!